Јавивме во врска со овој фрапантен и скандалозен настан кој што сме сведоци. Денеска дојдов пред полициската станица во центар да го пријавам. Случајот знаете за што станува збор. Советник на СДСМ од Неготино се јавувал на членови активисти на ВМРО ДПМН, се представувал како Илија од Центарот за комуникација, телефонски број кој што тој службено го има задолжено од општина Неготино како советник. Ова е очигледен обид на Социјалдемократскиот сојуз да фингираат и да креираат афери и скандали со кои што ќе сакаат во иднина да си го покриваат поразот, односно да си создадат алиби приказна како што и всушност правеле секогаш досега. Би сакал да потенцирам дека ние немаме никаков личен однос према човекот кој што ја направил оваа работа. Станува збор, како што видовме, за млад дечко, млад господин Диме Витанов од Неготино. Да не се доведува во вакви ситуации и ако процени самиот да го пријави целиот случај и да си објасни зошто направил вака, кој го натерал да направи, дали било дел ова на едно поголемо сценарио за што ние веруваме дека е. И на тој начин мислам дека би си нашол едно свое оправдување во целата ситуација. Во секој случај политичката одговорност за овој скандал ја носи највисокото раководство на СДСМ, Радмила Шекеринска и Зоран Заев, кои што дозволуваат, а веројатно и насочуваат нивната партија наместо да се занимава со креирање на програма, со кадровско освежување, со реална понуда, со ефективна работа, се занимава со вакви сплеткарења, со вакви детски игри, со вакви креирање на скандали. Ќе пријавите злоупотреба на вашите лични податоци или? Јас ќе пријавам се што знам. Све што се случило со телефонски броеви, од кој што е вртено, на кој што е вртено, кога се случило тоа, имиња на луѓе на кој што е вртено, име на човек кој што е вртено, а после сигурен сум дека Министерството за внатрешни работи, односно по новиот закон јавното обвинителство на Република Македонија, ќе се ја поведе целата иницијатива, ќе се ги испита сите околности. Апелирам и другите институции кои што се надлежни за оваков тип на проблеми да си го испитаат случајот и да се расчисти во брза постапка. Јас ќе пријавам све, понатаму е надлежност на јавното обвинителство на Република Македонија.